Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Охриѓани рано утрово ги вознемири земјотрес. Според експертите по сеизмологија нема место за паника. Лицата со телесен инвалидитет се уште се соочуваат со бариери. ИПА Охрид по 9ти пат потсети на својата иницијатива за поврзување на Охрид и Струга со модерна велосипедска патека. Од полној поскапуваат горивата. За прв пат во историјата разузнавачката Ми-6 добива жена за шеф. Со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора. Стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден, прво издание на дневникот на ТВМ. Серија на умерени земјотреси, чии епицентри потекнуваат од епицентралното подрачје Пештани, Охрид, Струга, рано утрово регистрираше сеизмолошката обсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје. Од серијата на земјотреси, најсилно почувствуване земјотресот во 4 часот и 34 минути во Охрид и блиската околина, со интензитет од 5 степени според Европската макросеизмичка скала. Освен вознемиреност кај граѓаните, материјални штети не се пријавени.
Серија земјотреси рано утрово ги вознемирија Охриѓани и бројните туристи. Плото се тресеше точно во 4 часот и 34 минути со магнитуда од 3,8 степени според Рихтеровата скала. Епицентарот на земјотресот е лоциран на 9 километри североисточно од Охрид, на длабочина од 10 километри. Нема информации за евентуални штети, но поголемиот дел од граѓаните го почувствуваа земјотресот. Го осетив и причекував нешто да не се случува пак. Малку храбра сум, немам големи стравови, али нешто си помислив пак да е. Ама заспав. Малку да, го почувствува. Се вознемиривте? Не се вознемирив. Разбуден бев. Не е опасно. Доста силен земјотрес, вознемирани граѓани. Овој земјотрес ги потсети Охриѓани пред 8 години, кога во периодот од 18 јуни до крајот на август 2017 година Охридското епицентрално подрачје беше погодено од силна сеизмичка активност, изразена преку илјадници земјотреси. Според експертите, нема простор за паника. Ваков земјотрес може да генерира, да кажеме, некои автершокови помали кои граѓаните нема да ги осетат, но тој не е голем. Може ќе остане само на овој и нема да има повеќе земјотреси. За разлика од 2017 година, кога беше 5,1, 5,2 магнитуда и тогаш имавме над 1000 помали потреси, практично секој ден имаше земјотрес. Иако не може да се предвиди дали ќе има нови, јас лично не очекувам, сметам дека треба да бидеме мирни. Ваков земјотрес не предизвикува никаква штета, само вознемиреност, истакна Михаил Гаревски, експерт по сеизмологија. Освен во Охрид, земјотресот е почувствуван и во околните населени места, како и во пограничните делови во Албанија. Лицата со телесен инвалидитет се уште се соочуваат со бариери. И покрај сите заложби и натаму најголем проблем представува архитектонската непристапност на јавните објекти и институции со што се попречува нивното секојдневно движење и живење. Иако во Скопје и Охрид превземени се чекори кон зголемување на пристапноста, лицата со попреченост не доживеале големи промени во останатите делови од државата. Архитектонските бариери и пристапот до институциите и понатаму остануваат едни од најголемите проблеми кои го отежнуваат секојдневието на лицата со телесен инвалидитет. Оваа група луѓе се соочува со потешкоти во остварувањето на своите права во здравството, образованието, културниот живот, спортот. Од граѓанската организација Мобилно Скопје, која за прв пат е дел од координативно тело за имплементација на Светската конвенција за правата на инвалидите, велат дека и понатаму основна тема за која постојано говорат е пристапноста. Таа основната и базичната потреба која што за нас телесните инвалиди е од најголема важност, бидејќи почнувајќи од незе завршуваме со сите други најситни неопходности. Пристапноста е една од основните елементи и компоненти на меѓународната конвенција која што ние имаме веќе ратификувано во нашата држава и во нашиот парламент изгласано, меѓутоа нејзиното практицирање и спроведување малку поинертно оди. Во Скопје преземени се чекори кон зголемување на пристапност. Видливи се позитивни промени и во Охрид, сметаат од Мобилност, но потенцираат дека е неопходно тоа да се случува во целата држава. Јас сум позитивец, ќе ги напомена позитивните нешта за Охрид. Кога се двичиме со колички скутери па и одалки, можам да забележам дека во огромен процент центарот на градот е пристапен во однос на спуштените тротоари и влезот до некои институции, маркети, банки и така натаму. Преку ноќ не може све да се смени. Почнато е нешто. Еве гледам низ Охридов, има доста пристапни места кај што може да се движат лица со колички. Скопје исто така има, не е секаде. Нормално ние се бориме за тоа да го добиеме. Одиме по институции, значи по локални институции, по министерства, секаде кај што може да ни помогнат и не само да биде тоа, например, као што кажа за Скопје, значи да биде на ниво на цела Македонија. Неопходно е да се подигне јавната свест за потребите и основните права на лицата со телесен инвалидитет и попреченост и да се преземаат конкретни мерки со кои ќе се подобри квалитетот на живот на овие граѓани преку нивна интеграција во сите аспекти на општественото живење.
Деветта иницијатива на ИПА Охрид за изградба на велосипедски патеки во Охридско-Струшкиот регион. Околу 200 велосипедисти рекреативци ја возеа велотурата Охрид-Струга Радожда. Во време кога во светот се градат велосипедски автопати, ИПА Охрид прави обид за промовирање на крајзерскиот регион како атрактивна туристичка велодестинација, што ќе биде причина повеќе за зголемување број туристи на ривиерата. 178 велосипедисти рекреативци од Охрид, Струга, Скопје, Ресен, Тетово, Гостивари, Херцег, Нови Црнагора викендов во Охрид учествуваа на спортскиот ИПА вело викенд на точак Охрид и Струга да видам и по 9 пат ја возеа велотурата Охрид, Струга, Радожда. ИПА Охрид со бројната ИПА вело армија уште еднаш упати силна порака до надлежните на локално и централно ниво, конечно и сериозно да пристапат кон проект за велосипедско поврзување на двата крајзерски града Охрид и Струга, но и од Охрид до Свети Стефан со современо сообраќајно уредена, функционална и безбедна велосипедска патека. Идејата ја започнавме пред 9 години како 14 члена група велосипедисти и низ годините бројката учесници постојано растеше, за да денеска имаме бројка од 178 велосипедисти влюбеници во велосипедизмот од 7 до 77 години, кои во еден здив по небезбедниот стар пат преполн со автомобили, камиони, автобуси, покрај атрактивното езерско крајбрежје извозија од Охрид до Радожда и назад до Охрид. Сигурни сме дека има илјадници граѓани влюбеници во велосипедизмот кои би ја поддржале ИПА иницијативата за велоповрзување на двата крајзерски града, идеални места за велосипедизам и велоконекцијата Охрид-Струга и Охрид-Свети Стефан да станат реалност, вели председателот на ИПА Охрид Стефан Димовски. Охрид и Струга како туристички центри во Македонија треба многу повеќе да направат за ширење на мрежата велосипедски патеки, што силно ќе ги подигне на балканските и светските велотуристички мапи, ќе се збогати туристичката понуда, ќе се привлечат многу повеќе туристи од Македонија и од светот, што ќе има пак огромен економски бенефит за охриѓани, стружани, за хотелско-туристичкиот и угостителскиот сектор, за рента-бајк агенциите и слично, сметаат од ИПА Охрид. Оттаму посочуваат дека крајно време е живописните пејзажи на Охридско-Струшката ривиера и природните убавини на Охрид и Струга да бидат видени и од точак, а велоавантурата да биде незаборавно доживување. Од ИПА Охрид изразуваат огромна благодарност до сите учесници, до сообраќајната полиција при СВР Охрид и до Црвениот крст на Охрид за грижата околу безбедноста на ИПА велотурата. Се надеваат дека на јубилејната 10 годишнина од ИПА велоиницијативата во 2026 година ќе се радуваат на прекрасна крајзерска велопатека. Фолклорниот ансамбл Отекс Фолк вчера го одржа годишниот концерт насловен од изворот до сцената. Салата во Центарот за култура во Струга беше преполна, а по тој повод гостин во ТВ Дневникот ни е Бојан Трајчевски, директор и менаџер на Отекс Фолк Охрид. Добро дојдовте во ТВ и честитки за уште една успешна година. Благодарам многу, драго ми е што сум тука. Мило ни е. А како помина концертот? Како сте вие задоволни? Концертот помина во една многу успешна и весела атмосфера, каде што пред преполна публика го представивме нашиот фолклор, нашите кореографии, кои што ги негуваме и мислам дека неам зборови дека сме презадоволни од целиот исход на тој настан. А како беше замислен годишниот концерт и кои се настапи? Годишниот концерт имаше тема од изворот до сцената и тоа символизира првото запознавање со фолклорот, со ритамот, со ората на нашите членови се до нивното представување на годишен концерт, значи таа беше замислата, а настапија повеќе групи. Настапивме со почетниците, ни од пеа На срце ми лежи, ни одиграа делови од Поступано, Димна Јуда, песната Димна Јуда. Потоа продолживме со игри и песни од Охридскиот регион, со малата група. Продолживме и со средниот состав, кој што ни се представи во два дела, фактички поделени. Ни се представија со кореографијата Водарки и кореографијата Егејски игри. И на крај завршуваме со првиот состав, кој што имаше неколку кореографија од Источна Македонија, кореографијата Јовка Кумановка и на крај завршивме со кореографијата Повардарие, игри и песни од Повардарието. А каква година имаше Отекс Фолк зад себе?
Мислам дека имавме доста успешна година. Би сакал да извам неколку настани кои што ни одбележаа. Учествувавме на меѓународниот фолклорен фестивал Витоша во Софија, Бугарија, кој што има надпреварувачки карактер и го освоивме третото место, што е доста успешно за нас. Како втор настан би го издвоил нашето гостување на меѓународниот фолклорен фестивал Фолк Азорес, кој што се одржа на островот Терцеира на Азорските острови. Азорските острови се еден од најдалечните населени места на Европска унија, буквално во средината на Атлантскиот океан. Таа беше за нас значајна и успешна турнеја и гостување на фестивалот. Исто така би го одвоил како значаен настан и моето учество и патување во Јужна Кореја. И јас сум представник на Македонија на Меѓународната федерација ФИДАФ на фолклорни фестивали и бев учесник на нивното генерално собрание заедно со уште 86 други представници од држави каде што го презентирав македонскиот фолклор, култура и традиција. Значи тие три настани генерално ги зел како најуспешни за 2024-та, покрај тоа што и минатата година имавме исто и годишен концерт како и овој. Отекс Фолк е препознатлив бренд кој постои и успешно функционира веќе 4 децении. Какви се вашите планови за оваа година? Се надевам дека ќе имаме уште поуспешна година. За сега не следат два настани. Имаме учество со вториот состав на фестивалот Фолклорен коктел во Перник, Бугарија, од 27 до 30 јуни, а со првиот ансамбл патуваме за Литванија на фолклорниот фестивал Цвеќе на сонцето од 30 јуни до 7 јули, кој што фестивал исто има надпреварувачки карактер, така да се надевам на голем успех. За сега тие ни се двата настани и здраве Божие од септември си почнуваме со тековната година со 4 проби во неделата, така да се надеваме на уште повеќе членови дека ќе ни дојдат и ќе се запишат кај нас. Фала ви премногу за вашето присуство денес, господине Бојан, и се надеваме дека ќе броите уште многу успешни децении пред вас. Фала многу и на вас. Цените на горивата од вечервас на полнок се зголемуваат, одлучи регулаторната комисија за енергетика. Евро Супер БС 95, Евро Супер 98 и Евро Дизел поскапуваат за 1,5 денари. Според новите цени, Евро Супер 95 од утре ќе се продава по цена од 76 денари по литар. Евро Супер 98 од утре ќе чини 78 денари по литар. Евро Дизел ќе се продава по 67,5 денари. Поевтинува цената на екстра лесното масло за домаќинство за 1 денар и од утре ќе се продава по 67,5 денари. Цената на мазутот поскапува за 1,3 денари и од утре ќе чини 39,8 денари по килограм. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно.